Денеска во град Скопје се потпиша договорот за изработка на основен и инфраструктурен проект за измена и дополнување на инфраструктурата за сообраќајно решение, кое со мост во центарот на градот, тунели под Скопското кале и кружен тек ќе ги поврзува булеварите Свети Климент Охридски и булеварот Никола Карев и Македонско-Косовска бригада. Со инфраструктурниот проект се опфатени 3 фази за изведба на сообраќајницата во фази, и тоа прва фаза изградба на булевар Свети Климент Охридски, од пред раскрсницата со булеварот Илинден со изградба на мост и вијадук до тунелот. Втора фаза изградба на тунелот под Кале и трета фаза булевар Свети Климент Охридски, раскрсница со булевар Никола Карев и булевар Македонско-Косовска бригада со денивелиран кружен тек. Јас сум проектант пред 50 години на делот на булеварот Илинден, проектант на булеварот Климент Охридски. Ова реализација на проект кој што е зацртан уште пред 60 години, ствари 64-та година е зацртан и сега ќе се реализира. Јас сум учесник и на проектирање на мостот Гоце Делчев на времето, сум вршил и надзор на квалитет на мостот Гоце Делчев, така да со ова Скопје ќе добие еден градски бисер, да кажеме, сообраќајот, ќе се смали многу времето на возењето, ќе се смали загадувањето во Скопје од чекање на возилата и ќе обезложи голем проток на возилата. Ќе биде доста скап проект, сложен проект. Ние одиме со мост преку Вардар, тој е мост како што е типот на мостот Гоце Делчев, можда со други односи, пошто ќе биде во Косина. Одиме со еден тунел под Калето, и тоа е сложен објект, меѓутоа е во многу добар терен за изведување. Тој ќе биде многу поевтин од однос на други тунели во другите подрачја. Согласно договорот, градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов очекува изработката на основниот и инфраструктурниот проект да заврши до крајот на оваа година, а во текот на следната година да се почне и реализацијата на овој клучен сообраќаен проект, кој ќе овозможи од Водњанска до Чаир со автомобил да се стигнува за помалку од 5 минути. Конечно ќе започнеме со постапка за поврзување на северниот и јужниот дел од градот, да го затвориме вториот сообраќаен прстен во централното градско подрачје, познат како Голем ринг. Согласно договорот за изработка на основниот и инфраструктурниот проект, очекуваме истиот да заврши до крајот на оваа година, со што ќе се создадат услови во текот на наредната година да започнеме постапка за избор на најповолен понудувач и да се почне конечно со реализација на овој основен градски сообраќаен проект. Со ова сообраќајно решение на Скопје ќе им биде овозможено од Водњанска до Чаир со автомобил да стасаат за само 5 минути. Со постоечката сообраќајна инфраструктура за оваа релација мора да се потрошат во најдобар случај меѓу 15 и 20 минути, движејќи се низ Мавровка, низ Битпазар, место каде што дневно ни поминуваат 70 до 80 илјади возила. Шелегов додаде дека очекува за реализацијата на овој проект градот Скопје да добие финансиска поддршка од централната власт, со цел изградбата на мостот, тунелите и кружниот тек да завршат во најкраток можен рок. Со ваквите сообраќајни решенија се зголемува мобилноста и се намалува сообраќајниот метеж, а со тоа се скратува времето на движење на возилата и се намалува времето на стоење во место, што директно влијае на намалувањето на аерозагадувањето и зголемувањето на безбедноста во сообраќајот.